Почитувани слушатели, Facebook пријателки, Facebook пријатели, ја слушавме убавата песна "Има една земја". Верувам дека ви се допадна. Ја очекуваме госпоѓа Серафимовска да влезе во чекалната на македонски корени, а за во наредни неколку минути да поразговараме со нејзе. Гледам дека веќе госпоѓа Велика Стојкова Серафимовска, пратеничка во Македонскиот законодавен дом од редовите на ВМРО ДПМН е веќе во чекалната и да се обидеме да ја внесеме во студиото на македонски корени. Господја Серафимовска, добро ви утро и ви благодариме што прифативте нашава покана. Добро утро, добар ден на сите слушатели. Се надевам се слушаме. Ви благодарам на поканата. Навистина ми е секогаш драго и чест да можам да се обратам и на македонците вон Македонија. Така. Добар ви ден и од мене, господја Серафимовска. Добро ни дојдовте на македонски корени. Овој разговор требаше да го направиме минатата сабота, но не успеавме да стапиме во контакт со вас. Сепак добро е што еве денес ја имаме таа можност. Пред да преминиме со прашањата, дозволете за нашите слушатели и гледачи да пуштиме еден видео запис од последната собраниска седница за пратенички прашања, која беше на 28 јули, ако е така, на која вие поставивте пратенички прашања до Министерката за култура поврзано со опасноста од уметничка цензура предвидена со протоколот и францускиот договор. Благодарам, министерка, на одговорот, меѓутоа една работа заборавате, значи јас сум тука представник на народот и на граѓаните и овие прашања што ви ги поставив, не ги поставив јас лично, мислам се согласувам со нив, но се поставени од многобројни уметници и граѓани. Работата мене не ми беше да ја интерпретирам и не велам дека вие ќе интерпретирате, збориме за говор на омраза, бидејќи од страна на Бугарија веќе има реакција и веќе почнаа да пријавуваат говори на омрази и потикнување на говор на омраза и слично, значи ние веќе имаме такви пријави. Моето прашање беше во однос на значи не ми го одговоривте прашањето воопшто. Не сум задоволна од вашиот одговор бидејќи не е соодветно одговор. Господја Серафимовска, ќе сакали да не подсетите како гласеше прашањето и каков беше нејзиниот одговор, бидејќи од ова кратко обраќање кое што го проследивме, вие велите не ми одговоривте и дека не сте задоволни од одговорот? Така. Видите, моето прашање беше многу јасно. Ние со овој така наречен француски предлог и со оној протокол кој што е потпишан на страната на двете држави, ние се ставаме во една цензура уметничка, културна, национална, која што доправа ќе се гледа. Ве слушав со драгата Елка Јачева Учар, колешка и одличен експерт македонист, каде што објаснуваше зошто и како е загрозен македонскиот јазик со овој договор. Истото е и со уметноста, со културата. И моето прашање беше насочено токму кон таа насока. Кон тоа прашање, дали, например, филмот Трето полувреме, во кој што се зборува и се раскажува голготата на македонските евреи, предизвикана именно од бугарскиот фашистички окупатор, значи кога се депортирани евреите од Македонија под прогам кој што го водел бугарскиот фашистички окупатор, дали тој филм сега ќе биде ставен во бункер и ќе биде забранет за емитување, бидејќи според она што го читаме во протоколот, и јас тоа го прочитав на министерката, дека двете држави се обврзуваат да ги следат јавните настапи, значи сите видови на уметнички дела од областа на културата, образованието си, да нема говор на омраза и доколку има говор на омраза, дека тоа ќе биде санкционирано. Оно што беше најинтересно е дека во истиот тој протокол е подпишано е тоа, еден од членовите вели дека доколку има таква некоја реторика или доколку уметничкото дело или настан, значи било што се финансира од Министерството за култура, има таква
позадина која што може да предизвика говор на омраза. Сега мислам мора да бидеме внимателни за тоа, затоа што ние не знаеме бугарите како ќе го толкуваат тоа. Тие можат во се да бидат говор на омраза, во се да бидат поттикнување. И сега во протоколот вели дека доколку тоа се случи, тој проект нема да биде финансиран од Министерството за култура. Што значи дека Министерството за култура на некој начин ќе ги цензурира делата и настаните манифестации кои што на некој начин ќе можат да ги повредат бугарските чувства, а знаеме дека бугарите во последните, особено во последно време, се ги повредува. Значи се што е вистина и што е реалност не ги повредува. И затоа беше поставено моето прашање. Дали вие ќе ги цензурирате? Што ќе правите со тие уметнички дела? Видете, ние имаме филмови како што е Истрел, како што е последниот дел од Пеколот. Значи, тоа се филмови кои што зборуваат именно за Втората светска војна, изборуваат токму за проблемите, значи за они за сите тие малтретирање на кои што биле подложни македонците од страна на бугарските фашистички окупатори кои што во Втората светска војна навистина биле фашистички окупатори. Тука тоа не е бајка, тоа не го измисливме. Тоа е историски доказ. И сега ако ние тие филмови или уметнички дела или книги, ако тие не смеат да бидат финансирани од државата, бидејќи тоа го били договорот, тоа е протоколот, дека тие не смеат да бидат финансирани од државата, што ќе се случи со тие антологиски филмови, со тие антологиски книги, со таа прекрасна поезија која што имаме, која што е инспирирана именно од тој период на нашата историја, дали тие ќе бидат затворени во бункер? Министерката мене ми одговори дека ние го интерпретираме договорот, дека тоа нема да се случи никако и дека уметниците се слободни, но интересно беше што една недела после тоа таа самата го порекна тоа што го кажа. Бидејќи излезе дека сепак доколку не го одговори, пак ќе кажам, таа ништо не одговори, како и оваа влада што прави, ништо не одговара, ништо не прави. Но самата во замка, бидејќи излезе дека практично доколку не ги исполнуваат тие критериуми на бугарите, тоа нема да биде финансирано од државата. И сега ќе ве вратам назад на Преспанскиот договор, ако се сеќавате, таму имаше еден од членовите, во членот 7 мислам дека беше тоа, дека сите државни институции и се она што го финансира државата не сме да го има називот Македонија, туку мора да биде, нели, С Македонија, нема да го изговарам еве целото тоа целиот тој збор. И се случи да многу друштва, многу здруженија во Македонија кои што не сакаат да се пререгистрираат и не сакаат да го сменат името, останаа значи само здруженија на нешто во Македонија, тие сега не можат да добијат финансиска поддршка од државата. Истото ми се случува и со овој договор, само што ова е тука многу пострашно, бидејќи има многу подолготрајни последици. И како што видовме, самата министерка на крај излезе и рече дека ние треба, тоест уметниците треба да творат во позитивен дух, да го расположуваат народот. Токму го начнавте и моето прашање околу таа изјава на министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, која пред 8 дена, мислам, така беше, на уметниците им порача за да нема говор на омраза кон Бугарија, треба да творат на теми само кои што ќе го расположат народот, а не да се враќаме назад во минатото и историјата. Како ќе ја прокоментирате ваквата нејзина изјава пратена на адреса до сите уметници? Јас веќе ја скоментирав дека тоа го покажува нејзиното апсолутно непознавање на културата и што значи културата за една држава, за еден народ и за една нација. Апсолутно. Значи, министерката прво мораме да знаеме дека не доаѓа од областа на културата. Таа доаѓа од областа на образование. Таа е професор на педагошкиот факултет во Штип и предава англиски јазик. За неа, најверојатно, како и за оваа влада, бидејќи 5 години уназад ние гледаме што се случува во културата, секоја година се менува министер. Јас милувам така да кажам, секој летенце ново министерче ставате. И таа навистина не ја познава културата. Културата е израз на колективниот идентитет на еден народ или етничка заедница или нација. Преку културата се зачувуваат идентитетските вредности. Културата ја негува меморијата на еден народ или етничка заедница или нација.
Ние, еве го примерот за Илинден. Ниту една песна која што се спомнува Гоца Делчев, Питу Гули, Јане Сандански, не беше испеана на веќе 3 години наназад. Празнувањето на Илинден не личи на празнување на Илинден, личи на нешто друго. На тој начин, значи, затоа е културата важна. Уметниците во своите дела ги вткајуваат своите чувства, и своите национални чувства, и своите идентитетски изразувања. Едно уметничко дело може да биде одраз на денешницата, но и на минатото и на историјата. И не секогаш, не може да се каже дека уметноста мора да ги расположува луѓето. Не, уметноста треба да ги инволвира луѓето. Треба да им создаде емоција, дали таа емоција ќе биде позитивна или негативна. Тоа е најпрвен многу индивидуално, значи секој различно го доживува уметничкото дело. За некого комедијата може да биде смешна, за некого може да биде тажна. Значи ние не знаеме какво чувство ќе предизвика кај гледачот, кај тој што ја прима културата. Уметникот може да биде инспириран од трагедија, може да биде инспириран од комедија, може да се каже уметноста треба да ги расположи луѓето. Тоа е една таква катастрофална изјава, која што единствено што може да покаже дека Министерката за култура целосно не ја познава, значи нешто не ја познава културата, таа не ни сака да ја запознае културата. Бидејќи вие кога станете министер за по некој ресор, треба да седнете да научите, да видите што е тој ресор, ако не знаете, барем може да научи. Со таа нејзина изјава, најпрвен таа апсолутно го потврди моето пратеничко прашање дека да, со овој договор ќе се цензурира културата и уметноста во Македонија, а второ покажа огромно незнаење, непознавање и незаинтересираност за македонската култура. Ајде сега да прашаме, и јас би сакала да ја прашам, јас дури во мојот одговор, односно коментар на нејзиниот одговор ја повикав на дебата. Отворено ја повикав на дебата, ајде да седнеме и да дебатираме. Дали такво нешто, например, ќе се случува со проекти од областта на културата кои што не се од македонски карактер, туку кои што се од другите етнички заедници, например од албанска култура или турска или влашка, значи дали истото ќе се случува, дали таму таа ќе бара да уметноста да ги расположува граѓаните. Еве да ја прашаме тоа, или тоа ќе се однесува само за македонските уметници. Бидејќи во овој случај нас не боли ова што се случува. Другите етнички заедници не се засегнати со ова прашање. Ние сме засегнати. Токму така. Не, значи, не ја познава, ниту ја познава, ниту ја сака, ниту сака да ја запознае. Министерката беше дел од таа комисија заедно со Артан Груби, и сега Артан Груби и Бисера Костадиновска-Стојчевска, ниту едниот, ниту другиот имаат никаков контакт не имаат со култура. Тие ќе преговараат и ќе договараат и ќе оценуваат што ќе се финансира и што нема да се финансира од областта на културата. Страшна е состојба, страшна. Ја спомнавте прославата за Илинден. Председателот Пендаровски Илинден го прослави во манастирот Прохопчински. Власта, особено високиот политички врв, ова прославување го окарактеризира како висок дострел и се испофалија дека после 18 години повторно портите на манастирот ќе бидат отворени, но реалноста им ја потврди народната поговорка на лагата им се кратки нозете. Деновиве дознавме дека плочата е повторно отстранета. Како ќе го прокоментирате вие сето ова? Испаѓа дека плочата беше поставена само за сликање? Како и се друго што прави оваа влада на СДСМ и во изминативе 5 години. Буквално, значи се што прават на лажни нозе, на стаклени нозе. Ништо не е направено како што треба, ништо не е создадено како што треба да трае. Се е краткорочно, во краток рок и се е само за да се излаже народот. Само за да се замачкаат очи, како што велиме ние народно. Знаете, појда, да, огромен исчекор беше тоа што конечно и Србија го отвори манастирот и дозволи да се чествува таму 2 август асономскиот Илинден. Меѓутоа, ниту одговорот на председателот даде соодветни податоци што се случува и како се случува, ниту пак добивме реакција соодветна од Србија, како од српските власти, значи тие да искоментираат, тие рекоа дека таа плоча, старата плоча била вандализирана, дека морала да се промени.
ете стави ја привремена плоча, па ја снима таа плоча, значи сето тоа покажува една крајна несериозност и непочитување кон најголемиот празник на македонците, а тоа е Илинден. Значи само тоа може да се искоментира. Дека и овој однос и ваквиот начин на прославување кој што не го прослави Илинден. Видете, сега малце ќе свртам темата нека и прославувањето на Мечкен камен. Да се оградите од сопствен народ со железни барикади. Тоа не е прослава на најголемиот празник на македонците. Бидејќи Илинден е најголемиот празник на македонците. Нас тоа не поврзува. Два Илиндена имаме кои што се и дополнително знаете кое е значењето на Свети Илија во македонската традиција. Тоа е еден од најважните светци, значи многу села го слават Илинден како селска слава, тоа е една вековна традиција на нас. И вие да не го прогласите, да не го прославите тој празник соодветно според она како што треба, како што се прославува во минатото и дополнително да се оградите од својот народ, да ставите барикади. Председателот Пендаровски напредне рече дека кога го прославува во Скопје, на Водно, па потоа отиде во Прокопчински, сите тие се кријат од сопствениот народ, бидејќи не сакаат ниту да го слушнат народот, ниту да го послушаат својот народ, бегаат, се кријат и работат спротивно од она што народот го очекува од нив како влада и од она што народот треба да го сака да го направи. Повеќе обезбедување и полиција. На Мечкен камен се судрија две групи создадоа. Тие постојано велат дека опозицијата го дели народот, не, владата го дели народот. Оваа власт и затоа ние велиме, вие сте ненародна власт. Вие не сте на власт на овој народ, вие треба да се заминете и никогаш повеќе да не се вратите, бидејќи вие не сте власт на овој народ. Барикади пред влада, барикади пред собрание, барикади пред секој празник. Истото беше и лани со обележување на 21 години, 20 години преклани, всушност на независност на Македонија. Какво одбележување беше тоа? Без народ. Вие сте виделе ли прослава без народ? Еве во Австралија, кога се одбележува денот на кралицата или 4 јули во Обединените Американски држави, па не можеш ти да прославиш нешто без народ. Тоа значи дека ти не го славиш тоа за народот. И сега тие ќе ни убедуваат дека плочата била или не била, дека била. Сето тоа се нонсенс. Оправдување кои што само уште повеќе го оддалечуваат ова ненародна власт од народ. Госпоѓа Серафимовска, ви благодариме и вам за учеството во Македонски корени и овој пат беше задоволство да се разговара со вас, иако кратко, но доволно да се пренесат пораките до јавноста. Ви посакуваме да си имате убав остаток од викендов, уживајте го времето во прекрасниот наш Охрид. Секое добро, пријатно до слушање и скоро довидување. Како е времето во Охрид? Во Охрид, па така облачно сончево, и сега, мислам дека ви пишав, во однос на споменикот на Прдличев, го поправиле веднаш, значи работи, одличен е, прекрасен е, тоа е тоа што ни треба, ние мора да ја представуваме така нашата култура и културно богатство. Македонија може да се гордее како мала земја, но едно од најбогатите со културно наследство и културно богатство, па и природно. Убав е Охрид, полн е со туристи, луѓе сакаат да видат, луѓе сакаат да ја запознаат Македонија. Убаво е тоа што и туристите ја викаат Македонија, никој не го употребува тоа другото име. Жива е Македонија, живи сме ние македонците, ќе ги победиме овие невремиња и зли власти. Но треба да бидеме обединети, тоа е мојата порака и за крај. Ве замолувам, сите ве замолуваме, мора да бидеме обединети. Сега не е време да се делиме по партии, сега е време само да бидеме обединети и да обстоиме како што сме обстоиле со векови наназад. Македонците имале многу непријатели, но сепак останали. Ви благодарам уште еднаш и поздрав на сите слушачи. Поздрав. Имајте си убав ден. Довидување. Благодарам, пријатно. Пријатно.